Поштовани гледачи, добро дојдовте во најновото издание на емисијата Агроинфо на ТВ каналови. Се изминатите денови беа во знакот на иницијативата Отворен Балкан и министрите за земјоделство на Македонија, на Србија и на Албанија имаа своја средба на која што министерот Љупчо Николовски истакна дека треба да се поедностават и да се хармонизираат оние правилници кои што се однесуваат во однос на испораката и извозот на живи животни, како и производи од животинско потекло, за да може, како што рекоа, да се почувствуваат бенефитите од иницијативата Отворен Балкан. Полека влегуваме во втората година од значајниот момент на подпишување на иницијативата Отворен Балкан од страна на лидерите на трите пријателски држави, иницијатива која за граѓаните од регионот значи и мора да значи отварање на границите, трговија без никакви ограничувања, либерализација на пазарот на трудот и меѓусебна поддршка и помош во случаи на природни непогоди и на се она што е потребно помеѓу земјите. А е за граѓаните. Од самото започнување на иницијативата до денес бележиме заеднички прогрес, посветеноста на министерствата и на работните групи резултираше со усогласување на регулативите за либерализација на постапките и процедурите, преку што јасно обезбедуваме регионална интеграција и соработка, што на сите во салата мора да е јасно дека е крајната цел. Посветено преку активни разговори на експертите од трите држави, работиме на усогласување на сите детали кои преостануваат и за кои што мораме брзо да ги заокружиме во процесот на исполнувањето на началата на кои што е формирана и почива ова иницијатива за Отворен Балкан. Денес уште еднаш даваме силна политичка и јасна политичка порака дека нашата заедничка заложба за напредокот на регионот и развојот во сите сфери на општествениот живот мора да биде исполнета од секој од нас заради доброто на граѓаните кои што живеат во овие простори. Отворен Балкан е символ на нашата меѓусебна доверба и почит. Преку Отворен Балкан овозможуваме достоинствен живот денес, сигурна иднина утре за граѓаните на трите држави. Меѓусебна почит и реципроцитет во односите помеѓу трите земји, значи заеднички да одиме напред, помагајќи си меѓусебно онаму каде што најмногу е потребно за секој од нас. Здравствените економски кризи за жал се секојдневие кое го чувствуваат и живеат граѓаните на нашите земји. Исто ово чувство го дели остатокот од светот, затоа неопходноста од ваквите иницијативи, како Отворен Балкан, се иновативно решение кое нуди синергија и придобивка за сите, нуди излез и нуди развој на сите подеднак. Благодарение на успешната соработка преку оваа иницијатива, заеднички успеавме да обезбедиме стабилно снабдување со основните прехранбени производи помеѓу нашите држави, помагајќи им директно на граѓаните. Сакам оваа прилика да искористам да упатам благодарност до двајцата мои колеги, министерката од Албанија, Кривца и министерот Недимовиќ за соработката во овие тешки и кризни моменти, за заедничката посветеност и поддршка да нашите три пријателски држави полесно ја надминат оваа криза. Сите заедно целиме кон истото. Стремежот е достигнување на највисоките меѓународни стандарди за заштита на здравието на нашите граѓани и на безбедноста на храната. Без никакви резерви, двосмисленост, со чиста мисла и јасна визија. Ја подпишавме спогодбата за соработка во областа на ветеринарството, безбедноста на храната и на добиточната храна, како и фитосанитарната област од Западен Балкан. И треба на секој да му е јасно дека до запирка мора да биде имплементиран. Токму одредбите од преамбулата се посветени на заштитата токму на трите држави. Дозволете ми да споменам неколку факти кои се несомнен доказ за напредокот на патот што заеднички водиме во рамките на Отворен Балкан.
Непречено функционираат зелените коридори на граничните премини за земјите од отворен Балкан, чекањата и застојот се веќе и мора да се минато, нема непотребно губење на време и пари за економските оператори. Меѓутоа, мора да продолжиме да се детектира секој еден случај и да се подобруваат состојбите постојано. Меѓусебното признавање на сертификатите помеѓу Република Македонија и Република Србија е целосно согласено и соработката се одвива без тешкотии, а интензивно мора да се работи на усогласувањето и признавањето на сертификатите помеѓу Република Северна Македонија и Република Албанија. Веќе изминатата недела беа подготвени измени на правилникот за начинот и постапка за извод и транзит на пратки од животинско потекло, живи животни, како и производи од животинско потекло, и истиот мора да биде донесен последните 30 дена од страна на македонската влада. Со измените во истиот целосно го отвараме патот за слободен и непречен увоз и извоз на било што. Повторувам, на било што во земјите од отворен Балкан. И ова треба да е јасно и гласно на секој што е во оваа сала. А на кого не може, треба да знае. Ова сакам да изјавам дека Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство и јас како министр нема да отстапиме од оваа цел. Понекад разни причини токму внатре од Северна Македонија. И затоа подпишаното мора да се реализира. Фитосанитарните сертификати се признати во сите три земји и трговијата со растенија и растителни производи се одвија напречено. Пред нас останува уште многу работа, а многу малце време. Но убеден сум дека заедно ќе ги оствариме и овие цели и сето она што останува да го реализираме. Формираната работна група од представници на надлежните служби од трите земји по прашањето на ослободување на давачки при извоз и увоз на стоки од земјите од отворен Балкан мора да работи брзо и интензивно, за да се изнајде решение за ослободување на давачките за економските оператори, со што ќе придонесеме понатаму и за понатамошно намалување на севкупните трошоци на економските оператори и унапредување на трговската размена. Се работи и на имплементација на СИТ платформата преку која по електронски пат ќе се споделуваат сертификати и други документи релевантни за фитосанитарната и ветеринарна контрола, заедно со царинските декларации. Ова значи уште побрза трговска размена и уште поголеми олеснувања во сите прекогранични процедури. Тоа е духот на договорот и на тоа сме врзани сите. Би спомнал уште еден пример за поинтензивна соработка, тоа е соработката помеѓу царинските служби, која што е пример и треба да биде земена и од останатите агенции и институции, особено во Северна Македонија. Очекувам ден поскоро спогодбата да биде ратификувана во собранието македонско, со што целосно ќе се отстранат последните пречки за нејзина целосна имплементација во овие три земји. Почитувани колеги, почитувани учесници, влеговме во оваа иницијатива цврсто, јасно, храбро, одлучно, бидејќи веруваме во напредокот, иднината и во развојот. А истовремено веруваме во пријателството и заедништвото. Отворен Балкан е иницијатива во која е моделирано решението кое заеднички го посакуваме. Решение кое обезбедува забрзана интеграција во европските семејства, заедно да градиме иднина и подобар живот на сите граѓани од целиот регион. Се радувам на фактот што денес, по завршувањето на овој работен состанок, ќе пренесеме позитивни пораки на лидерите кои што ја креираа токму оваа иницијатива и кои што ги поставија темелите кои што треба да ги дефинираат политиките и имплементираат час поскоро. А со тоа ќе ја покажеме нашата непоколеблива решеност да одиме заеднички напред. Аденовиве во Струмичко започна пробниот попис во земјоделството. Како помина на терен беше колегата Ване Трајков. Вработени од Државниот завод за статистика денове ги посетуваат домакинствата од Струмичко Дабиле, кои се носители на земјоделски стопанства. Го реализираат пробниот земјоделски попис,
со која тестираат апликацијата, но и методологијата за попишување, како на индивидуалните земјоделски стопанства, така и на деловните субјекти кои се занимаваат со аграр. Инвестиции за модернизирање, помош на млади земјоделци да почнат земјоделски бизнес. Има ли некои мерки користени? Нема. Попишувачите поставуваат повеќе прашања до лицата кои се носители на земјоделско стопанство и имаат идентификационен број од Министерството за земјоделство. Прашањата се однесуваат за аграрот, колку површини обработуваат, со кои реколти, дали ги наводнуваат, поседуваат ли механизација, добиток, но и други прашања. Кои што се однесуваат во врска со користеното земјоделско обработливо земјиште, насадите кои што се насејани на тие користени површини, по видови категории, добитокот по број видови категории, начин на наводнување на земјиштето, користење на ѓубрива, механизација и карактеристики на механизацијата, секако и за ангажираната работна сила во земјоделското стопанство. Земјоделскиот попис е неопходен за градење на соодветни стратегии и земјоделски политики. Професорот Душан Спасов оддамна сугерираше дека треба да се има јасна слика кои лица во Македонија се занимаваат со земјоделство, но и со што. Преку пописот најдобро ќе се провери за тоа што многу е битна на аграрна политика да се спроведе и да се знае и стартната структура на населението. Сега, ако останеме ние со некоја граница на луѓе кои се занимаваат со земјоделие 50 и над 55 години, што може да очекуваме ние од таа старосна структура? Последниот земјоделски попис во земјава се реализираше 2007-та. Тогаш во земјава имало 476.000 лица кои работат во индивидуални земјоделски стопанства или пак во фирми што се занимаваат со оваа дејност. Земјоделскиот попис во земјава се очекува да се реализира идната година. Истиот треба да даде јасна слика каков е аграрниот потенцијал во нашава земја, односно на бројот на индивидуални земјоделски стопанства, структурата на земјоделското земјиште, дали и што се обработува, но и со каква механизација располагаат земјоделските стопанства. Хидросистемот Ѓавато се наоѓа пред распаѓање. За состојбата за овој хидросистемот кој што користи имаат и земјоделците кои што ги наводнуваат своите ниви во овој регион, од прилогот на колешката Сузана Мицева. Хидросистемот Ѓавато се демолира. Се крадат шахти, се вади бакар од потупните пумпи и делови од хидросистемот. Само 3 месеци од престанувањето со работа стана хаос во хидросистемот што се изгради да се спаси Дојранското езеро. Вработените се уште доаѓаат на работа, пријавувале на надлежните во Министерството за животна средина, во полиција дека се распаѓа системот, но досега никој не презел никакви мерки. Ѓавато премолчено е оставен да се уништува. Јас имам реагирано во повеќе институции, во полиција, до моите претпоставени во Скопје, до Министерството. Значи се деградира системот, секој ден се деградира. Денеска шахта, утре штраф, вентил. Системот се протега на 22 км, тешко е физички да се обезбеди системот. Значи ти на оваа страна, ако гледаш на другата страна, некој ќе го демолира. Значи, од ден во ден, системот се деградира, секојдневно се деградира системот. Од Министерството за животна средина и просторно планирање информираат дека месечните сметки за електрична енергија на системот до лани биле околу 60.000 евра, а со покачувањето на електричната енергија од октомври станале над 300.000 евра за еден месец. Единствена добивка беше на доместокот од концесијата за малата хидроцентрала Топлец на брегот на Дојранското езеро, од која се добиваше 2.500 евра месечно. Последните години хидросистемот работеше само за потребите на хидроцентралата Топлец. Со запирањето на пумпите, почната е и постапка за раскинување на концесијата за работата на малата хидроцентрала и според Министерството за животна средина, поисплатливо е да се платат пенали за раскинување на концесијата, отколку да се плаќа месечната сметка за електрична енергија. Каналот кој што ја носеше водата од Ѓавато до Дојранското езеро веќе е запуштен и обраснат со трева. Според дојранскиот градоначелник Ангов, нивото на водата на Дојранското езеро засега е над нулта кота и во моментов нема закана за езерото.
Се надевам дека ќе се изнајде решение, се разговара подолги години за овој проблем да се надмине. Требаше да премине и под колекторски систем и Охрид, по тоа јавно предпријатие, но отпадна таа идеја. Ќе разговараме и понатаму заедно со градоначалникот на Богданци, со Министерството да видиме да изнајдеме решение, бидејќи навистина тој хидросистем е штета да пропадне и сакаме да го оставиме во функција, но да се користи тогаш кога ќе е потребно, не да се користи во секој момент од годината. Хидросистемот е изграден во 2001 година како јавно предпријатие. Од 2012 година е трансформиран во хидросистем Ѓавото и е даден на управување на Министерството за животна средина, иако немаат законско право да управуваат со него. Како што знаете, во емисијата Простор одвојуваме и за стручните совети кои што за вас земјоделците ги дава Игор Ивановски, магистар по земјоделски науки. Добар ден, почитувани. Еве повторно на почеток на денешниот прилог би сакал да започнам со презентација на некои производи од реномираната струмичка компанија Falcon, компанија која што се занимава со увоз, дистрибуција на големо и на мало, на голем број на репроматеријали, како и на течни ѓубрива и се што е потребно за едно успешно земјоделско производство. Би сакал да започнам со два нивни препарата, односно ѓубрива, и тоа со сулфацид и со сулфамино. Сулфацидот се карактеризира со тоа што е составен од азот и сулфур и има доста ниска pH. Ова ѓубриво всушност е наменето пред се за намалувањето на pH на почвата, а со тоа овозможува да кај секаде кај што има засолени почви, а знаеме овдека во овој југоисточниот дел на државата засоленоста на почвите е доста висока, да доведе до една нормално ниво, односно да можат растенијата нормално да се развиват. Доза на употреба на сулфацидот се движи околу 1 литар на декар. Покрај сулфацидот би го спомнал сулфамо всушност, кој што всушност содржи 25% азот и 27% сулфур, но има и 4% магнезиум. Се наоѓа во гранулирана форма и е наменет секаде каде што има поголем напад и поголема површина на засолени почви. И обично велиме доза на употреба околу 25 до 30 килограми на 1 декар. Се разбира, ова се пред се зависи од засоленоста на самата почва. Но кога станува збор за карактеристични ѓубрива кои што ги носи Falcon, ја искористил ова прилика да ја го спомнам и Кала Спринт, гранулисано ѓубриво, кој што сега во овој период се користи и тоа е со комбинација од 6, 11, 21. Нормално има и сулфур, има и микроелементи, значи доста исто така ниска pH, но ја збогатува почвата пред се со микроорганизми, технологија каде што стимулира збогатено со микроорганизми, а исто така технологија кој што го стимулират разложувањето на азотните компоненти во почвата и полесно примање на самиот азот. Во однос пак на Агроглобал би сакал да ве потсетам дека Агроглобал Скопје, компанија кој што се занимава со увоз исто така на репроматеријали, потоа со увоз на семенски материјал, а и со во последно време, последнава година со специфични течни ѓубрива пред се биопрепарати, како што еве овој пат ќе спомнам Тута Форт Б, кој што се карактеризира, кој што во својот состав содржи материи кои што всушност ја прават средината на растенијето неповолна за развитокот и размножувањето на Тута абсолута, кој што знаеме не ги напаѓа само доматите, него во последно време зелката, се наоѓа кај пиперот и кај голем број на други култури. Доза на употреба на Тута фортфолиарно со прскање изнесува само 25 до 30 мл во 10 литра вода. Кога станува збор за семенскиот материјал, само да ве потсетам дека оваа компанија, значи Агроглобал Скопје, е веќе
период, може преко 20 години, заставник и на Клаус, рековме семиски материјал на Клаус, водечка европска, француска компанија, познати по голем број на сорти, како од домати, на розев црвен домат, така корнишони, пипер и друго. И сосема на крај би се навратил на компанијата Агроуник, односно би спомнал само палетата на Славол, каде што во палетата на Славол ги има 3, Славол С, каде што се употребува за третирање на семенски материјал, значи семенски материјал каде што всушност овој семенски материјал од оваа палета помага да полесно третирано со Славол С да поникне, значи да цволи семето. Пота Славол ВВЛ, кој што е наметен за фолиарна апликација на самите растенија, покоцитријан ауксин, и Славол, кој што најдобро може и со заливање или капка систем, преку капка по капка, доза на употреба 1 литар на декар. Што е карактеристично за сите 3 видови на ѓубрива од палетата на Славол, тоа е што е во својот состав содржи ауксин, природен хормон на раст и развој, кој што го стимулира целокупното растение да нормално се развива. Нормално, при употребата, пример, еве го, пример амиксолот, може да оди во комбинација, пример, со, рекоме од Агроглобал, пример, еве, матринал Б и матринал Фруит, и ќе се направи на биолошка заштита на растенијата и во исто време отпорност ќе се дадат на самите растенија кон временските потреси. Ова, почитувани гледачи, е сосема кратко за денешната емисија, како што гледате, повторно ја снимаме во земјоделската аптека на Нано Тим Трговија. Дабиле. Благодарам. И за крај на оваа наша емисија да погледнеме што интересно се случува надвор од Македонија, поврзано со примена на современи земјоделски технологии.
Поштовани, тоа беше се во ово издание на емисијата Агроинфо. Благодарност за вниманието со кој не следевте. Пријатно.